Лежиме во шавасана. Најдете баланс овде во положбата. Замислете таа оска што го дели телото, почнувајќи од темето па до првата чакра и како двете половини од телото рамномерно ни се поставени. Фокусот ни е во третото око. Тука ќе земеме 3 здива, ќе згрчиме цело тело. Почнуваме, земаме длабок здив, грчиме стапала, нозе, раце, стомак, гради, лице, држи и пуштаме. Осетете колку е убаво, како ни се опушта телото. Повторно земаме здив длабок, грчиме раце, нозе, торзо, лице, држиме и пуштаме. Сочете го вниманието на енергијата, каде осеќаме струење. И уште еден здив, длабок. Стегаме стапала, нозе, стомак, раце, дланки, лице, рамена стегаме и пуштаме. И чувствуваме уште поголема ослободеност. Се предаваме целосно на гравитацијата. Секогаш фокусот на третото око. Ќе направиме денес чистење на чакрите. Прво еден скен на телото, двете стапала, глуждови, двете колена, бутини, колкови, долен дел од стомакот, горен дел од стомакот, гради, двете раце, рамена, врат, лице, горен дел од главата, задниот дел од главата, задниот дел од вратот, раменици, горен дел од грбот, долен дел од грбот. Почувствуваме рабетниот столб и се движиме по него со нашето внимание. Чувствуваме седалниот дел, долниот дел од бутините, листовите и петиците. Свесни сме одеднаш за целото тело. И сега земаме здив
преку кој носиме златна светлина во телото. Го капиме целото тело. Преку крунската чакра носиме. Издишуваме преку третото око. Земаме здив. Златна светлина. Се поливаме. Држиме. И издишуваме се што е непотребно. Повторно земаме здив, златна светлина низ крунската чакра. Правиме круг околу нас со златна светлина. И издишуваме низ третото око. И последниот пат сега го правиме кругот многу голем, кој не штити, истовремено зрачи од нас сјајна светлина. Земаме здив. Издишуваме низ третото око. Чувствуваме како уште повеќе сме предадени на гравитацијата. Го носиме вниманието кај првата чакра, кај опашката. Која се движи најбавно од сите. Затоа што е поврзана со земјата. Тоа е лотос со 4 ливчиња. Чакрата на екзистенција, на материјалното. Со црвена боја да ја визуализираме. Круг со црвена боја. Земаме здив и ја чистиме. Ја бришаме од нечистоти. Издишуваме. Сите стравови ги тргаме. Стравови дека нема да имаме. Или огромни желби дека ни требаат многу работи. Сето тоа го тргаме настрана. И ја кажуваме афирмацијата. Цврсто стојам на земја и бестрашно живеам. Цврсто стојам на земја и бестрашно живеам. Цврсто стојам на земја и бестрашно живеам. Земаме уште еден здив тука. И издишуваме. Го носиме вниманието на втората чакра. Една рака под папокот. Свади штана со портокалова боја. Чакрата на задоволството, на создавањето, раѓањето и емоциите. Поврзана е со водата.
сите стресови, ги таложиме тука, во мочниот меур, во брезите исто така. Немањето креативност, затварањето се манифестира во половите органи. Или преголема креативност, промискуитет, исто така се манифестира тука. Земаме здив, ја чистиме. Дозволуваме да се види таа убава портокалова боја. Издишуваме. Ја кажуваме афирмацијата. Свесно чекорам низ животот и му се радувам. Свесно чекорам низ животот и му се радувам. Свесно чекорам низ животот и му се радувам. Уште еден здив. Носиме кај втората чакра. Издишуваме. Вниманието го носиме кај третата чакра, кај соларниот плексус, чакрата на волјата. Со жолта боја, како сонцето. Ако е балансирана, и правиме работите со ентузијазам, без нервоза. И извршуваме нашите задачи. Ако е затворена, немаме самодоверба, се повлекуваме или не действуваме. Премногу отворена, премногу самоувереност, недопуштање на другите. Светот го гледаме како конфликт. Земаме здив тука, ја чистиме, жолтата боја да засјае, издишуваме и ја кажуваме афирмацијата. Ги исполнувам целите со ентузијазам и смиреност. Ги исполнувам целите со ентузијазам и смиреност. Ги исполнувам целите со ентузијазам и смиреност. Уште еден здив. Издишуваме. И го носиме вниманието кај четвртата чакра. Анахата со зелена боја. Чакрата на љубовта. На давање и примање љубов. На мајчинство. Ако страда десната страна, кажува на проблеми со женски лица во нашиот живот, левата со машки лица. Земаме здив, ја чистиме.
Ослободуваме нечистоти, непростување. И кажуваме афирмацијата: го отворам моето срце за љубов. Го отворам моето срце за љубов. Го отварам моето срце за љубов. Земаме здив уште еднаш. Издишуваме. Се ослободуваме од сите замерки што ги имаме кон другите, сите критики, сите што ги држиме како виновни. Ослободуваме. Се движиме нагоре. Петата чакра, вишуда, сина боја, етеричната чакра, чакрата на комуникацијата и на креативноста која доаѓа од едното, која ја загадуваме со неизразување на своето автентично јас, со премногу зборување, со кажување лаги, страда тироидната жлезда, грлото, забите. Земаме здив, ја чистиме. Издишуваме. И ја кажуваме афирмацијата: комуницирам директно и искрено. Комуницирам директно и искрено. Комуницирам директно и искрено. Уште еднаш здив. Отфрламе се што е непотребно тука. И го носиме вниманието кај третото око, шестата чакра, ајна, со индиго боја. Чакрата на интуицијата. Која е отворена кај сите деца. Која ни дозволува да го следиме внатрешното водство, нашиот микрокосмос, но да примаме пораки и од макрокосмосот. Едноставно да го читаме светот околу нас и себе си. Земаме здив, ја чистиме. Издишуваме, отфрламе. Епифизата е поврзана тука, која кај многу луѓе е калцифицирана. Вниманието го носиме малку подлабоко од третото око кон епифизата.
И кажуваме афирмацијата: јас сум отворена за повисоки знаења. Јас сум отворена за повисоки знаења. Јас сум отворена за повисоки знаења. Земаме здив уште еднаш. Издишуваме. И го насочуваме вниманието кон крунската чакра, Сахасрара, со виолетова или бела боја над главата. Чакрата која не поврзува со универзумот, со повисокото јас, на кој не му дозволуваме да не допре. Земаме здив. Ја чистиме. Издишуваме. И кажуваме: јас сум дел од универзумот и универзумот е дел од мене. Јас сум дел од универзумот и универзумот е дел од мене. Јас сум дел од универзумот и универзумот е дел од мене. Земаме уште еднаш длабок здив. Издишуваме и ослободуваме. И полека го враќаме вниманието на просторијата. Добре дојдовте назад.